почитувани медиуми, денеска е по четврти пат се сретнавме тука во собранието на лидерите на сите политички партии на албанците и сите одговорија позитивно на поканата со еден исклучок на движењето БЕСА, што веќе е четврти пат воопшто не присуствува на овие состаноци. Во нити еден момент нема да дозволиме дека овие состаноци на политичките партии на албанците, некој друг, па дури и политичка партија нека е да ја сатанизира и да кажува дека апсолутно нема потреба од вакви состаноци. Тоа што се дискутираше денеска е следново. Потребата за донесување на законот на албанскиот јазик е усогласено. Предпоставам дека вие знаете дека паралелно сите овие работи ќе одат и во Венецијанската комисија, а исто време паралелно ќе биде донесено и од страна на владата и ќе биде дел од дневниот ред на Собранието на Република Македонија. Мислам дека добро се амортизира ова работа и ќе оди паралелно и во Венецијанската комисија, а исто така ќе биде дел од одлуката на владата, што ќе биде дел од собраниската седница. И очекуваме дека и Венецијанската комисија ќе донесе многу брзо и советување, правно советување во врска со самиот јазик. Втора работа што се дискутираше е дека вакви состаноци ќе имаме за брзо време. Овој пат ќе биде повикана од страна на Гзимо Стрени, што е председател на Унитети, и предпоставам за една недела ќе се сретнеме пак за да можеме повторно да дискутираме и да видиме докаде се сите точки од декларацијата на политичките партии на албанците. Трета точка што се дискутираше беше преговорите што треба да почнат во врска со разрешување на името што имаме како пречка со Грчка, особено доколку сакаме да бидеме дел од структурите на НАТО и на Европска Унија. Многу е битно ова работа да почне што поскоро, за да може Македонија да биде член, особено во многу брзо време членка на НАТО. Вие знаете дека пречка е разрешувањето на проблемот со името со Грција и предпоставувам дека ќе можеме паралелно да водиме и преговори со Грчка, исто време да можеме да бидеме дел и да добиеме покана за членство во НАТО. Четврто, што се дискутираше денеска, беше дека апсолутно сите политички партии на албанците во Македонија го поддржуваат дискусијата, па и договорот што треба да се потпише со Бугарија. Апсолутно тоа е еден голем исчекор и знаете и вие дека и вчера беше апсолутно пренесено и од страна на Европска Унија дека тоа е еден добар почеток. Мислам дека новата влада работи напорно да нема никакви пречки и проблеми со сите соседи, почнувајќи од Бугарија, Грција, па и со сите останати соседи. И пето што се дискутираше денеска беше динамиката на сите точки од декларацијата на политичките партии на албанците и нејзино имплементирање од страна на владата и од страна на самата програма на владата. До сега добро оди тој процес и мислам дека до крај, сите точки од таа декларација ќе бидат прифатени од страна на ова собрание, па и на сите државни институции. Кога очекувате да биде донесено собранието законот за... Значи, ние чекаме прво владата да ја донесе таа одлука на владина седница, во исто време
таа одлука и законот за јазиците ќе биде дел од дневниот ред на собраниска седница, а во исто време, паралелно, ќе биде испратено и до Венецијанската комисија за да тие дават совети, правни совети во врска со тоа. Значи, ќе оди паралелно и едното и второто. Имате некој временски рок след септември, октомври? Мислам дека не е коректно да даваме такви изјави. Кога ќе дојде време, вие и јавноста ќе бидете запознаени со таа работа.